Денеска од мојот роден град, од мојата Струмица, сакам да испратам неколку важни пораки до граѓаните. Пред се, многу е важно граѓаните да излезат на изборите на 15 јули, кои ќе бидат 100% здравствено безбедни и да го дадат својот глас, кој ќе биде пресуден по кој пат нашата држава ќе продолжи да оди. По правиот пат на сигурноста, безбедноста, што го трасира Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, или по патот на неизвестноста, на режимот, поделбите и стравот што зад себе го остави ВМРО-ДПМНЕ. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е одговорна власт, која изминативе 2,5 години преку издржани економски политики насочи милиони евра пари назад кај граѓаните. Преку сет мерки, како што се Мој ДДВ, зелена нафта, субвенциите, ефтината тарифа на струја, повисоката социјална помош за цели 300%, зголемувањето на минималната и на просечната плата, како и многу други мерки, граѓаните за овие 2,5 години има повисоки семејни буџети и може да генерираат повеќе заштеди. Само преку Мој ДДВ за 9 месеци се вратени 10,7 милиони евра назад директно кај граѓаните. Го подигнавме животниот стандард и граѓаните тоа директно го почувствуваа. За разлика од овој одговорен пристап на СДСМ, опозицијската ВМРО-ДПМНЕ преку своето 11-годишно криминално владење само грабеше пари од граѓаните по разни основи и истите преку своите криминални шеми ги изнесуваше надвор од државата. Според последните пишувања кои имавме можност да ги видиме низ медиумите, Груевски успел да украде над 10 ќе повторам милиарди евра и истите да ги изнесе од државата. Најголемиот успех пак од друга страна на Христијан Мицкоски, секако под диктат на неговиот шеф, побегнатиот криминалец во Будимпешта Никола Груевски, е покачувањето на струјата за цели 100%. И секако укинувањето на ефтината тарифа за струјата која се случи во 11-годишното владење на ВМРО-ДПМНЕ. СДСМ и одговорната влада која што ја предводи, помеѓу првите мерки што ги спроведе беше токму враќањето на ефтината тарифа на струјата, со што 11 милиони евра пари останаа во семејните буџети на граѓаните. Почитувани граѓани, разликата е кристално јасна. Тие грабат пари од граѓаните, ние ги враќаме парите назад кај граѓаните. ВМРО-ДПМНЕ нема образ пред граѓаните да зборува за повисоки плати. Истата таа ВМРО-ДПМНЕ потроши 350 милиони евра народни пари за роуд-шоа низ светот и маркетинг за да ги промовира. Замислете нашите вредни работници како ефтина работна сила за минимална плата од само 9000 денари, колку што беше за 11-годишното владење на ВМРО-ДПМНЕ. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија како власт која работи во интерес на граѓаните, со самото доаѓање на власт веднаш ја зголеми минималната плата од 9 на 12.000 денари. За уште еднаш да ја зголеми истата на 14.500 денари. И додека ВМРО-ДПМНЕ дозволуваше дискриминација на работниците во кожарската и во текстилната индустрија да земаат дури и плата пониска од таа законска минимална плата, СДСМ веднаш ја исправи таа долгогодишна неправда и денеска
текстилните работници земаат плата на исто ниво како и сите останати работници кои земаат минимална плата утврдена со закон. Разликата помеѓу двете политички опции се огромни. И затоа ВМРО-ДПМН се обидува безобразно да ги лаже граѓаните и да пласира лажни вести. Лага е, почитувани граѓани, тврдењето на ВМРО-ДПМН дека 140.000 граѓани останале без работа заради оваа здравствена криза. Вистината е дека до овој момент 12.000 граѓани се останати без работа. Лага беше и тврдењето на Христијан Мицкоски дека во нашата држава има останато само 100 теста. Од друга страна, вистината е дека се направени околу 47.000 тестови. Вистината, почитувани граѓани, е дека ВМРО-ДПМН со лаги, измислици, без програма и без желба да работи во интерес на граѓаните, ќе ги изгуби со сигурност изборите на 15 јули. Вистината е дека нашата земја ќе продолжи по правиот пат, со голема победа на 15 јули, предводена пред се од граѓаните, извојувана од СДСМ и коалицијата Можеме.